Благодарам. Би сакал да започнам со изборот на актуелната влада през 100 дена, дека токму од оваа говорница од сите нас беше напомената дека будно ќе ги следиме сите процеси во сите ресори во владата, во сите сектори во државата и дека критички ќе се осврнеме на некои работења. Од тие причини се поднесени и сите овие интерпелации од страна на пратениците од опозицијата. И јас во исто време сочувствувам со состојбата во која што се наоѓа министерот Димитров, заради тоа што сметам дека е поприлично непријатно да се биде во оваква состојба, кога преку говорницата се воочува на некои работи кои што не се прифатливи, според мене, за поголем дел од македонската јавност. Велам дека будно ги следевме сите работи во ресорите во владата. Ја само накратко ќе се оспрнам на некои работи кои што се од тековното работење, а започнаа со отварањето на оглас за првиот советник за односи со медиуми, кој што почна да работи во кабинетот на министерот уште во првата седмица од преземењето на функцијата во Министерството за надворешни работи. Истиот нелегално, без никаков безбедносен сертификат, доби пристап до институционални класифицирани документи. Огласот, објавен по неговото вработување во Министерството, е поприлично скандалозен. Понатаму, скандалозно истовремено и stornирањето на огласот за упатување на работа во дипломатско-консуларните представништва на Република Македонија на 19 вработени во Министерството за надворешни работи. Исто како што е неприфатливо на пресконференцијата, чинам дека господин Стевананџија се оспрна накратко, значи на пресконференцијата со грчкиот министер за надворешни работи, тимот за односи со јавноста изврши директна цензура врз медиумите со забрана на новинар да постави прашање до грчкиот министер во врска со третманот на Грција на македонското малцинство во нивната држава, одбирајќи при тоа друг новинар близок до тимот кој ќе постави соодветно, односно прифатливо прашање за нив. Истовремено е остварена испомош, односно во меѓувреме се испратени 6 вработени во испомош во ТКП-ата на Република Македонија од 1 до 6 месеци, на чудна формула со оглед на тоа што претходно кажав дека 19 вработени во Министерството не се испратени таму каде што треба. Во време на предизборниот период, спротивно на законот, со решенија заверени пред распишувањето на изборите, а доделени 2 седмици подоцна, се извршило назадување на директори и на нивните места се назначени лица блиски, предпоставувам, на актуелната номенклатура. Доделени се решенија за хоризонтално прераспоредување на вработените во Министерството за надворешни работи за време на годишен одмор, што е незаконски, по распишувањето на избори, а заведени се со датум пред распишувањето на изборите. И други работи за кои што нема да се задржам, меѓутоа сакам да напоменам на следно. Значи, од владата ние сме постојано атакувани, наводници, со изјави дека се тие подготвени за инклузивност, за отвореност, транспарентност и за вклучување на сите политички фактори во креирањето на државната политика. Ние, односно јас како представник на Социјалистичката партија на Македонија, во почетокот на оваа година излеговме со јавна покана до сите политички фактори во државата и до сите интелектуалци и здравомислички луѓе за подготвување и изработка на сеопфатна платформа за заштита на македонските државните интереси, во кои што ќе бидат дефинирани така наречените црвени линии македонски околу заштита на македонската држава, суверенитет, македонскиот идентитет, јазик, култура, историја и така натаму. Единствено одговорот кој што не добивме е токму Социјалдемократскиот сојуз,
кој што на нашиот повик изреагира со една немушна изјава. Но затоа инклузивноста е се присутна, меѓутоа никако да биде и отворена или започната. Затоа сметаме дека потпишаниот договор, спорен договор за добрососедство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија е потребен договор кој ќе решава проблеми и ќе создаде подобра иднина, а не договор кој ќе создаде нови проблеми на нашиот пат кон Европската унија и НАТО. Јас сум цврсто убеден дека ова ќе биде и сопка на тој пат. Исто така сметаме дека македонскиот народ како засебен и конститутивен народ во Република Македонија мора да биде споменат во овој договор. Порачем сите овие работи ние ги напоменавме и на затворената седница и пред господинот Заев му беа предочени дека мора да бидат овие елементи содржани во договорот. Околу македонскиот јазик сметавме дека треба да биде споменат како јазик со своја посебност независно од неговото споменување во Уставот на Република Македонија. Мора да се почитува членот 49 од Уставот на Република Македонија, кој што ја предвидува уставната обврска на државата да се грижи за македонците надвор од државата. Предложивме исто така фразата заедничка историја да биде заменета со нова поширока фраза, каде што ќе бидат истакнати дел од заедничката регионална балканска историја и дел од последните истории на Македонија и Бугарија и на македонскиот и на бугарскиот народ. Како исто така што напоменав дека последна и суштинска забелешка, која што исто така ја дадовме по однос на овој договор, се однесува на забележителната асиметрија на правата и обврските на двете договорни страни во договорот, а на штета на Република Македонија, на интересите на македонскиот народ. Сакам да напоменам дека дадовме до знаење дека историјата на Македонија, но уште повеќе на изината иднина, не и припаѓа на Социјалдемократскиот сојуз, туку на сите македонски граѓани, особено на македонскиот народ. За крај, ќе кажам дека најчесто споменуваниот успешен модел на помирување поврзан со европската интеграција, кој многу често се користеше за илустрација на тоа дека сепак е важно да имаме договор помеѓу Македонија и Бугарија, е француско-германскиот модел за помирување кој што е основата на Европската унија. Но тоа што е значено да се разграничи во овој контекст е дека Франција и Германија не спорат за историјата. Ниту Франција на Германија и ја оспорува поседноста на јазикот или на народот, ниту пак обратно Германија сето тоа и го прави на Франција. Сега доаѓаме до следното. Секоја држава треба да има своја траекторија во креирањето на надворешната политика и не треба да има особени осцилации без оглед која гарнитура е на власт. Таа треба да има постојаност, конзистентност, кој што во овој случај ја нема, затоа што имаме драстично рекомпонирање во надворешната политика на Република Македонија. Без оглед на повикот за инклузивност и соработка и отвореност за разговори, за диалог со опозицијата, ние такво нешто воопшто не почувствувавме. Затоа и одговорноста е уште поголема на власта, заради тоа што опозицијата е буквално исклучена од било каков разговор, особено не од договор. Прилично е несериозно кога се случуваат овакви нагли промени во меѓународната политика, заради тоа што пословично тие се на штета на интересите на државата и особено на нацијата. Без оглед колку ние се трудиме да градиме едно ново современо граѓанско општество, тоа не смее да биде заставано на национални отстапувања, не особено од страна на македонскиот народ. Конечно, никој нам не може да ни го оспори чувството на припадност кон македонскиот народ. Ние сме дел од народот, ние во име на народот, на македонскиот народ, ги изразуваме неговите мисли преку преточени во нашите зборови токму пред оваа говорница. Затоа што сме загрижени за иднината на државата на начин на кој што се креира политиката и кој што се спроведува политиката, еве и во делот на меѓународните односи. Секако дека ние во визијата што има Македонија, нема човек во државата кој што не е заинтересиран за брзо пристапување кон Европската унија и НАТО, наше полноправно зачленување, но при тоа треба да се имаат во предвид конкретно заштитата на националните и државните интереси.
Благодарам.